По 6 години спор, второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски донесе решение во кое меѓу другото стои: во основниот проект не се наведени сите параметри кои биле планирани во урбанистичко-планската документација. Со оглед на сите околности, донесено е решение поранешното решение да се поништи. Стои во решението. Ова практично значи дека делови од трговскиот центар кои пред 6 години беа предмет на реконструкција сега треба да се уриваат. Станува збор за внатрешниот дел од трговскиот центар и делови од предната страна со поглед кон реката Отиња. Според решението што е донесено, значи престанува важењето за градежното одобрение, тоа значи отстранување на објектот, односно отстранување на дел од градот. Главниот проблем покрај градежното одобрение кој што е вратено, главниот проблем за враќање на градежното одобрение представува паркинг просторот кој што не е предвиден во самата локација. Сепак на ова решение собствениците имаат право на жалба во рок од 30 дена до управниот суд. Одлука која пред било што да се превземе, општина Штип мора да ја сочека. Меѓутоа, за да ние како општина делуваме, ние мораме да ги почекаме сите законски правни мерки кои што се на располагање на странките, заради тоа што секој избрзан чекор ќе значи санкции према општината и плаќање на пенали на општината. Сега ќе оставиме постапката да се тече пред управен суд, да видиме сите медиатори, односно сите засегнати странки во овој процес да се седнат повторно да се договорат и како општина ние сепак излеземе во престрет да се најде решение, доколку не се изнеде решение и доколку управниот суд ја потврди одлуката, онда продолжуваме према извршното решение. Одлуката на второстепената комисија на транспорт и врски за некои е, но за други воопшто не е изненадување, бидејќи тие упорно за сите години тврдеа дека при реконструкцијата на трговскиот е извршена и дивооградба и узурпација. Сега, одлуката на управниот суд ќе биде решавачка и таа може да го смени не само изгледот, туку и собственичката структура на некои делови од трговскиот центар. Во меѓувреме, некои од спорно потенцираните површини беа продадени и нивната вредност во најмала рака е повеќе стотици илјади евра. Што ќе се случува е крајно неизвестно, но малку е да се каже дека таму предстојат проблеми. Таму предстојат големи проблеми.